Оние што не знаат ме прашаат зашто не напишав за кошарката, туку за ракометот. Ова книга на Димитар Пецов, мој колега, професор во гимназијата, е многу значаен документ. Тиквиш представуваше голем клуб. Ние во нашата република започнаме со активноста во ракометот во 1948 година, меѓутоа првите години беа малку застапени со својата активност. Во Кавадарци, таа првата форма на ракомет, големиот ракомет, имаше некои почетоци, меѓутоа денешниот ракомет, кој што ние понапред го велевме мал ракомет, односно ракомет со 7 играчи, веднаш по неговото презентирање во Скопје, веднаш беше прифатен во градот Кавадарци, најпрвин од младината, односно учениците во гимназијата. И не само прифатен, него со еден голем ентузијазам, со еден младешки жар, се вклучи во него и веднаш настапи со својата екипа, прво најпрвин Партизан, потоа Тиквиш Кавадарци на републичките првенства. Овој изминат период, како што зборува и монографијата, е богат со настани, богат со резултати кои што ракометниот, машката екипа на ракометниот клуб ги постигна, а тие се видни. Ние во тоа време, мојата екипа беше најдобра, меѓутоа најголем ривал ни беше екипата изненадно, зачудувачки на Тиквиш од Кавадарци. Во сите овие изминати години се набројани во монографијата резултатите што ги постигнала екипата, односно ракометниот клуб Тиквиш од Кавадарци, со освоени републички првенства, со освоени клуб надпревари, што е многу значајно за спортот, односно за ракометот кај нас. Со неговата активност, многобројна, кажаме, разноврсна, со еден живот во градот, каде што сите училишта имаат своји спортски екипи, 8-годишни и средни, а најпосле и со представувањето на екипата на Тиквиш Кавадарци на републичките и сојузни надпревари во поредната Југославија, се заокружи еден, како што монографијата зборува, еден период од 40 и неколку години, многу значаен за овој град, а исто така и за ракометот во Македонија. Голема радост кај мене се осетува, заради тоа што има почет луѓето према мене, што ме прогласија за еден од првите основачи на ракометот во Македонија, се извинувам, во Кавадарци, а во исто време може се рече и во Македонија, односно во Македонија, и тоа мал ракомет. Голем ракомет овде Кавадарци како клуб не постоеше, имаше едни, мислам, младичи, кои што така, само иницијативно се одржуваа меѓусебни надпревари во голем ракомет, а кога се додев ја 51 година, од есента веќе почнавме со малиот ракомет да се припремаме. Прво, што ми беше поставено, пред себе што ми беше поставено за цел, да формирам една група на играчи за неколку години, од кога почнав, 51 година по есента, и да формираме клуб. Некаде во 52 година
се приклучивме у Друштвото за телесно воспитување Партизан како секција на ракомет и во наредната година веќе почнавме да се напреваруваме не во систем лига, него во разни онија, како ги викаат, Куп надпревари. не куп надпревари, него Зонски надпревари, регионални. зонски, така наречени, разбираш ли, се одржува на едно место 4 клуба, учествува, првите 2 клуба одеа после во повисок ранг на надпревари и на крајот одевме во надпревари за републички прваци, разбираш. Некаде 54 година, така сега ова што го гледат, меѓутоа ја знам од Тиквеш наступуваше уште 53 година под име, затоа што не е пролета, односно февруар месец 53 година, донесовме неколку души одлука да се секцијата претвори во клуб. Меѓутоа тога немаше овие надпревари во систем, лига систем и одевме на турнирски системи. Првите не познава уште луѓето, а нома добри резултати покажувавме, затоа што децата и играчите што беа врло амбициозни, го сакаа тој спорт, го прифатија, лесен, брз и за таа возраст најприфатлива игра, разбираш ли. И некаде првите 10 години Тиквиш представуваше голем клуб, стално беше на врвот во Републиката. Често пати освојувавме второ место и еднаш имаме освоено и прво место. Сега ми текна, со Висбаден играевме. И прво време гледам, они насилуваат мајката нивна, разбираш ли, како да се бикчиње некој. И еден по еден играч ја ги вадам нас, викам, чуј бе, гледате што прават. Што? Ами гледај, рипај и ти во него, он во тебе рипа, ти рипај во него. И кога му дадевме отпор, разбираш, го почнаа они да се узрујават, разбираш. И на крајот изгубивме со еден разлик. Немавме кој искуство. Ја не знам че колку народ може да збере оној задниот дел на игралишто што е према дисанските, како ви кажат, рече, луши, разбереш. То беше се дополно. И ако немаше каскади, али што беше начичкано, ние беме у подем тоги, многи имавме. По моje видување, прво е ово еден од моментите кога за овие изминати 40 години оваква едиција не е имало можност од сферата на спортирањето да се издаде една книга која што го одбележува 40 годишниот опстанок и делување во ракометот во Кавадарци. Второ, честитки до авторот на книгата и до целокупната спортска јавност во Кавадарци. Трето, по моje видување, едно овакво встречавање е добро што се подсетуваме на минатото, на оние изминати 40 години. И трето, би сакал да кажам дека јас лично како поранешен спортист во ракометот, а и како спортист бев и одбојкар, и справаш, и пливач, најдолго период на време сум поминал од 52 до 62 година во ракометот. Тоа за мене се едни златни години, едни години во својата младост и покасно. Мислам дека заслужува внимание, со сет респект према едно овакво сречавање. Сигурно оваа наша свечаност, а позголеми утакмицата помеѓу ветераните на Тиквеш и Работничко Скопје. Господине Малинков, ракометот е повеќе од сигурно љубов. Како гледате на овие денешни резултати на Тиквиш?
Па јас имам само едно видување, ако ние порано во поранешни времења, многу е голема временска дистанца од 40 години. Ако порано се играло за една, да кажам, од Бислим Толумба, мислам дека е бил еланот и сознанијата, мислам и борбата за боите на клубот на точка А. Нема подедно. Тоа е било борба за еден престиж, борба за еден со подобри места во надпреварувањето, било во куп надпреварување, било во лигашките надпреварувања. И тогашните услови, кои што ние ги имавме, упоредени со овие сега, тврдам дека нема никакво упоредување. Сега има и поголеми услови и подобри. Почнувајќи од опремата, почнувајќи од оноа што значи, ние немавме ни бойлер да се истушираме, ако е, еве да гледам класично, а сега ги имаме сите услови и мислам дека и финансиски, ако стопанството е во една незавидна состојба, меѓутоа гледајќи од спортски сали, сега со сегашната спортски центар, може да кажам, Јасмин, мислам дека би требало и ние како поранешни спорташи и функционери, дека е на нас грешката ако ракометот не оди со исто темпо, бидејќи Кавадарци е ракометен град кој што е основоположник за развој на малиот ракомет во Република Македонија. Према тоа на раководството, а и на младите и на сите стручни кадри од доменот на ракометот останува да се овој спорт понатаму негува и подигне на повисоко равниште. Датира практично од 52 година. Оваа книга на Димитар Пецов, мој колега, професор во гимназијата, е многу значаен документ за историјата на ракометот во Кавадарци и посебно за историјата на машката екипа на ракометниот клуб Тиквеш. Тука се забележани сите резултати од првите турнирски надпревари па до последната надпреварувачка сезона од 94-95 со сите актери во ракометната игра и со сите оние што учествувале како ракометни работници во клубот Тиквеш. Ова е книга за незаборав и ќе биде еден траен документ за историјата на клубот, за да можат и во иднина генерациите да знаат како почнал ракометот, кои биле носители и какви успеси имал во овие 43 години. Честитки за авторот на оваа книга и да му пожелиме да и во иднина се занимава со пишување и да го овековечи не само ракометот, ами и другите спортови во нашиот град, а сметам дека за тоа има способности. Прво да му честитам на Дими Пецов што оваа книга ја издаде и тоа е еден траен документ кој што останува за секогаш. Првите генерации, јас сум од првата генерација, мислам тука е и Пане Малинков, покојниот Зарков, Боро Грозданов, Славчо покојниот и така натаму. Тоа е прва генерација која што 53-та, 54-та учествувавме. Тоа ги беа турнирски надпревари, во главно се одржуваа во Скопје. Тиквеш во 54-та, 55-та година постои као клуб и до сега, мислам, има една голема традиција. Во тоа време ние работевме стварно во едни многу потешки услови, отколку што до сега. Ако ви кажам дека ние самите и теренот го одбележувавме, и опремата си ја купувавме сами, и си ја перевме едно друго, се тоа беше наше, немавме ни кабинер, нешто едно друго, меѓутоа резултатите сепак кажуваат нешто дека као клуб
сме успеале да го задржиме и да постигнеме едни евидентни резултати. Тоа време работнички беше као една екипа искусна, тоа беше графичар и други екипи, меѓутоа со работнички тие направи беа во тоа време стварно еден спектакл, без разлика дали тоа се одржуваат во Кавадарци или во Скопје. Јас како сега ветеран, а во тоа време млад играч, во Тиквеш проведов полни 20 години. Сепак тоа не е за подценување, тоа е тоа се години кои што доста труд сум вложил и сум дал за овој град да тој спорт стварно биде на едно ниво, не само во Кавадарци, во Македонија и ван републиката. Ако ви кажам дека успеавме као екипа да усвоиме 2-3 први места, купот го имаме усвоено, се боревме во квалификациите за прва лига во Плевје, второ место во Софиско игравме и така натаму, така да како играч доста проведов и има доста добри резултати постигнат. Рекол дека нашата генерација, која што сега слави, го слави овој јубилеј по повод книгата на Пецов, можам да кажам дека се одликувала со доста примерност, со добро другарство, а тоа секако дека влијаело на добрите игри што сме ги постигнувале во текот на тој период. Ја можам да кажам дека ракометот во Кавадарци, додека ние бевме за свое време, беше еден спорт број 1 во градот, затоа што играта која што ја прикажувавме даваше на знање, односно ги возбудуваше гледачите и на таков начин посетеноста беше доста на високо ниво. Што се однесува за ракометот во Кавадарци, можам да кажам дека тој постоел и ќе постои, и покрај тоа што денеска во овој период екипата која што не представува младите не покажува такви резултати, но како што рече и Ќурчиев, тоа е период која треба да мине, може една криза и секој дека ќе има подобри времења. Иначе можам да кажам дека ние како генерација доста време се задржавме во клубот и затоа можеби резултатите кои што ги постигнувавме беа врхунски. Тоа зборува дека и еднаш земавме учество во квалификации за влегување во бивша Југославија во прва лига, а тоа зборува дека ракометот во Кавадарци на ниво на република во тој период имал врхунски подиум или врхунски резултат. Затоа ние кога бевме во Плевје на квалификации за првата сојузна лига, и тие тамо беа изненадени што може од вакво мало градче да испадна таков спорт со такви играчи кои што го представуваат прво градот, а потоа републиката. Пецов ова што го направи во Македонија е прва книга за ракометот и му честитам на оваа работа и мислам дека овие години од почетокот на ракометот во Кавадарци следат едно 5-6 генерации. Тие се првите генерации од Ванко Ќурчиев, па Илков, па после се Монко Ќурчиев, па после Добре Ставров и јас сум една од тие третата генерација. После мене се Стефанов Васко, Трајче Канчев и се редат генерациите.
Меѓутоа, сакам да кажам дека ракометот, кога го игравме ние, и првите генерации на Чурчиев и на Илков, тоа беше, се играше на земјени терени, на црвеница. Имаше голема желба, игравме и трениравме по три пати неделно, имавме големи успеси и мислам дека Тиквеш заедно со Работнички во Македонија се првите екипи кои што доминираа во тоа време. И се до, можам да кажам, до 80-та година доминацијата на Тиквеш и на Работнички тогаш. Овие генерации сега што стапија, например, сакам да кажам, после градењето на салата, на нашата сала, која што е една лепотица, мислам дека во Македонија нема. Овие генерации треба повише да се залагат и да се трудат, повише да тренираат, да се залагат и успесите ќе бидат поголеми. Ние да ги имавме тие услови, не знам како да кажам, може би времето си го носи својата, меѓутоа имавме многу голема желба, без никакви надокнади, пари, средства, парични средства и друго. А овие генерации треба да се позапрашат малце и треба повише да работат, повише да бидат дисциплинирани, ноќен живот, ако сакат да спортуват, ноќен живот треба да го остават настрана, а со тоа нешто резултати ќе дојдат, секогаш ќе има резултати. Друго што да ви кажам, за Пецов му честитам, што уште еднаш ќе кажам, што ја напише оваа книга, а тука ние сите ќе имаме книгата и ќе се подсетиме на сите денови на минатото, кога сме играле и со странски екипи, кога сме играли и за полуфинале со Босна од високо. Во полуфинале бевме меѓу четирите, во купот меѓу четирите екипи во Југославија, а тоа нешто значи бивша Југославија. Денеска, во ова време, малце ни стагнира ракометот во градот. Не знам што е работата, меѓутоа мислам дека ако ние постарите ракометари земиме поголемо учество, да се заложиме и да му помогнеме на тренерите, на денешните тренери, на Ките Киро и на Блаже, мислам дека со поголемо залагање можеме да дојдеме и до резултати. Како Прво честитки до вашата куќа, уствари и наша куќа. Е ова за мене и сметам и за сите спортисти и љубители на спортот еден голем ден. Честитки до ракометниот клуб Работнички. Зашто ова го викам? Уште како младо дете, осмолетка во Скопје, бев љубител тачно на овој клуб. Со една дотерана техничка игра, уште тогаш ме пленува и уште тогаш и го сакам овој спорт. Па, наравно дека паѓа на нас организацијата за овој денешен јубилеј. Честитки до авторот на книгата. И добро што еден човек така се е сетил и сигурно со еден голем труд
дошло до објавување и на оваа книга, што сите и овака заборавени работи уште од тоа време, да кажем пред 40 години, па дури и поназад, ја би рекол за 5 години, кога секој читател или може да се подсете на тие, наравно имало добри денови, прекрасни моменти, баш у овој спорт на тие игри. Ја ги гледав утакмиците, реков уште 50 година бев присутен во Скопје поради школата, работнички, графичар, средбите секогаш ми биле интересни со Тиквеш. Организацијата паѓаше на управата на Тиквеш за овој ден овака да дадеме една мала свечаност, еден јубилеј. Сега конкретно за ракометниот клуб Тиквеш, секако дека во нашата република одиграл една значајна улога во овој спорт и да се подсетам на генерациите на Пане Малинков, Грозданов, покасно на Ќурчиев, Илков, Шандаров, Понив, другиот Ќурчиев, Зафиров, и се редеа добри генерации што таа традиција ја пренесува од генерација на генерација. Денеска и во другите излагања сигурно дека се спомна професор Лалков, Мукаетов. Мислам дека со нив, дури и претходница Димовски, така да сметам таа традиција би требало да се настави. Ние конечно за тоа што денеска ни е дадена таква задача, сме се нафатиле на таа работа, да делуваме и преку школите, осмолетките, затоа ако се подсетиме само на генерацијата на Ќурчиев, Зафиров, тоа беше генерација и на Лалков и на Мукаетов, уште од школските денови. Сакам да кажам со тоа, да се обрне внимание на младата генерација, уствари пионерите, и да се создаде секогаш еден добар расадник кроз младинци па до првата екипа. Конкретно за денешните наши услови, секако прво е економската моќ, би рекол, на стопанството, а од тука произлегува наравно и спортот. Без економска моќ некој, па можам да кажем и ја, дека нема и спорт. Да му се благодарам на Пецов за овој труд што го вложи во книгата, една така да речем хронологија на ракометот во нашата општина. Моментално во ракометот за прашањето што му предходи, па мислам ние, како што кажавте, сме при крај на кариерата, меѓутоа ете нас некако ни се преклопија генерациите во градот со нели тоа влегување во претходната година во првата оваа сегашна Суперлига. Така што испуштивме дел од играчите, ете донесовме тогаш од Битула играчи од Србија, и така овие што беа нашите предстои тука, Илија Ќурчиев, Ваня Кузманов, Дане Трајков, тие некои се ставија во втор план играчи. Клубот така беше нели зацртано од политиката на раководството тогашно и тренерот Камчев, кој што ете на некој начин
требаше и таква може да беше и ситуацијата да останеме ние во таа лига со помош на отстрани играчи, затоа па отидоа жртва овие нашите играчи домашните. Сега дојде до едно преклопување на генерациите, така да речем ние по 35-6 години играме со овие 17-18 години. Меѓутоа ставот на управата, јако што знам е да ние постарите, јас тука пред се Шемов, Василев и Јошев Зоран да помогнеме да оваа наша екипа си го најде место во оваа наша денешна ракометна прва лига македонска и тие со наша помош да успеат со нели се вели на постар играше посигурно, знам ние претходните години сте били млади играчи, покрај постарите сме се осеќали посигурни и мислам дека политиката на клубот е да ние помогнеме да влезе оваа наша екипа во наредната година во Суперлигата. Сега колку ќе успееме, ние се трудиме да редовно тренираме, одиме на тренинг, покажуваме со помош на тренерот Китев на овие млади, да речем, дечки кои не се толку млади. Ние, например, во нивни години игравме во втора лига сојузна во Косово, потешки услови и така натаки. И мислам дека ќе успееме и полека овие млади дечки влегуваат во тајните на раковетните игра и мислам дека не треба некоја загрижност да има во градот за ракометот општо во нашиот град. Многу од оние што не знаат ме прашаат зошто не напишав за кошарката, туку за ракометот. И еве сега е момент и да кажам дека јас прво што почнав со ракомет. Како завршен студент и првото мое вработување во гимназијата, тогаш на Јосип Брз Тито, имав една многу талентирана генерација на ученици со кои редовно работев и кои покасно од нив стана многу добри играчи, носители на играта на ракометниот клуб на Тиквеш. И јас право да ви кажам, со нив се гордеам и ден денеска, затоа што тие игра 15 и 20 години ракомет после тоа. Сега јас се прашувам, ќе снеде ли книга за кошарката? Сигурно. Затоа што скоро целиот материјал ми е собран, не е целосно среден, него веќе прво малку да одморам од овој проект, па следува разработка и средување на материјалот од кошарката и се надевам во најскоро време ќе излезе и книгата за кошарката во Кавадарци. Благодарам.
Thank you.